Благодарам. На многу наврати кажав и потенцирав дека оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, дојде на власт со една и единствена цел, а тоа е да го промени уставното име на Република Македонија. И ова можам да го потврдам на многу начини, бидејќи досега не видовме ниту еден капитален проект кој што се реализираше во Република Македонија. Не се подржа од оваа иста говорница кога денеска се говори колку е добро да се промени уставното име, бидејќи тоа ќе значило прогрес и напредок на Република Македонија. Пред само една недела не се усвои интервентен закон за откуп на оризот во Кочани, но затоа во исто време се усвои амандман за откупување на криминалот на директорот во дирекцијата за шумарство, 1 милион денари. Нема пари за откуп на јаболката, но затоа има пари за реализација на неуспешен референдум. Имаме секојдневно вработување на партиски кадри, во најголемиот дел од случаите вработувања со непотизам. Тендерите завршуваат во рацете на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз. Нема пари за студентски домови, но дадовте младинска гаранција. Нема пари за капитални проекти и нема живот за граѓаните во Република Македонија. Ете затоа единствениот проект на кој што работите е проектот промена на уставното име на Република Македонија. Истите оние кои денес говорат колку е добро да се смени уставот, се колнеа во своите предци, се колнеа во своите деца и се дека дишат уставното име на Република Македонија нема да биде променето. Но едно од оваа изјава е сигурна. Дишеме загаден воздух, бидејќи пари за реформи во делот на животната средина нема и тие се скратија со овој ребаланс на буџетот. И реалноста е нормално сосема друга. Немајки мандат ни ние, ниту пак вие од Социјалдемократскиот сојуз и вашата коалиција, денес говориме за промена на името. И вие нема да бидете Социјалдемократски сојуз ако не се обидете на шверцерски начин да направите нешто. Кога се менува уставот или било кој закон во Република Македонија, во прилог се праќа и како ќе изгледа она што се променува. Но во она што го добивме како материјал од страна на владата на Република Македонија, тоа го нема. Или вашите правни експерти многу лошо ве советувале, или станува збор за нешто сосема друго. Но очигледно ова е во склоп со изјавата на Шекеринска. Не ги покажавме амандманите порано, за да не ги исплашиме граѓаните. Мене тоа само на ова ме асоцира. Но не се. Предлогот од страна на владата за нацрт амандманите за уставни промени во собранието на Република Македонија и покрај немањето на легитимитет, тоа да го стори ги добивме. Во текстот пред нацрт амандманите, предлагачот навел: овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со денот на влегување во сила на конечната спогодба на решавање на разликите опишани во резолуциите 817 од 1993 година и 845 од 1993 година на Советот за безбедност на Обединените нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство премеѓу страните и ратификација на протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција. Но и ова е само слово на хартија, бидејќи амандманите не може да се повикаат нова. Уставот се требаше да биде повикуван ако имавте успешен референдум. Само тогаш можевте да го напишете ова. Но не се. И покрај тоа што премиерот во целиот процес тврдеше дека амандманите нема да стапат на сила ако договорот од Преспа не биде ратификуван, а не беше ратификуван од страна на собранието, односно беше ратификуван, но не беше објавен во службен весник и тоа во правниот јазик значи дека овој договор не е ратификуван.
и не влезе во сила и во Република Грција. Владата, односно предлагачот на овие амандмани, нема предложено ниту еден амандман во кој ќе биде содржана оваа гаранција. Зошто предлагачот нема предложено нацрт амандман во кој ќе биде содржана и оваа гаранција за заштита на македонските интереси во случај Грција да не го ратификува овој договор, односно договорот да не произведе правна сила? Владата на Република Македонија нема обезбедено ниту една уставна гаранција во случај Грција да не ги исполни обврските содржани во договорот. Ниту еден нацрт уставен амандман не е предложен во таа насока и покрај тоа што договорот од Преспа дава таква можност. Со амандман 33 во Уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува во зборовите Северна Македонија, освен во член 36. И вака на хартија може би да звучи добро, но предлагачот пристапува кон промена на зборовите Република Македонија со Република Северна Македонија, а на зборот Македонија со зборовите Северна Македонија само со еден нацрт амандман, што е сосема непозната пракса за менување на уставни одредби. Еден номотехнички аспект, оваа интервенција е крајно дилетантска и пракса за измена и дополнување на законите, а особено на Уставот. Секогаш се применувала методологијата за прецизно наведување на конкретно, што конкретно се менува, брише, дополнува во правниот акт. Новонастанатата техника на уставните измени комплетно излегува од досегашниот контекст на уставни измени. Секоја промена на текстот на Уставот мора да биде прецизно наведена и содржана во уставните амандмани, бидејќи само таквиот процес може да ја гарантира правната сигурност на граѓаните во овој систем. Се друго што оди спротивно на оваа пракса го сметаме за обична импровизација. Но тоа е нормално, импровизациите се нормален процес кога на власт е Социјалдемократскиот сојуз. И додека ние овдека дискутираме колку целиот процес на промена на уставното име на Република Македонија е добар, вашите колеги, партнери од страна на Грција, објавија победа во 16 точки. Како успеале да ги изманипулираат, условно речено, да ги изманипулираат македонските политичари. Првиот, договорот е целосно во согласно со националната црвена линија за комплетно име со географска одредница за ерга омнес употреба, која е иста 20 години. И грците се постапиле добро, си ги одржале нивните црвени линии. Но што станува за црвените линии кои што ги имавме како македонски политичари? Што стануваше за црвените линии кои што ги зборавте пред 2 години кога добивте мандатот од граѓаните? Односно не го добивте, го земавте на насилен пат. Второ, прифаќањето на ерга омнес е голем дипломатски успех за Грција, бидејќи не беше прифатено во минатото и нормално. Ние го продадовме, нашиот ерга омнес го предадовме, не го добивте и не се боревте за тоа да не биде така. Ова значи дека нашите соседи не само што ќе го користат договорното име во нивните меѓународни односи, меѓународни организации, меѓународни форуми, меѓународни документи, туку во рамки на земјата, што е најпонизувачки што е возможно. Трето, името Република Северна Македонија, која во нашата земја ќе биде признаена како Северна Македонија, без англиски превод, става крај на иредентизмот во името Република Македонија, кој е уставно име на соседот и кој е признаето од повеќе од 140 држави во билатералните односи, вклучувајќи го САД, Русија и Кина. Владата не само што успеа само да го натера Скопје да прифати ерга омнес, туку го обрза соседот на директна уставна ревизија. Договорот предвидува Грција да го ратификува договорот само откако ќе заврши уставната ревизија во соседната земја. Поканата за напри отварање на фондовите на ЕУ ќе се спроведува по ратификација од страна на македонскиот парламент на договорот.
договорот, но нејзиното пристапување кон двете организации ќе биде направено по уставната ревизија, бидејќи поканата експлицитно вели дека е неважечка ако не исполни договорот. Јас од оваа говорница, кога се отвори потребата за промена на уставот, кажам, овој договор веќе е неважечен, бидејќи еден од двата услови кои кумулативно се ставени во Преспанскиот договор вели: овој договор ќе биде полноважен во зависност од условот од успехот на референдумот. Државната изборна комисија тоа го потврди и одлуката за неуспешен референдум излезе во службен вестник. Но повторно, оваа влада, на жал, цитира по своје. Понатаму, името целосно ја избојува оваа земја од Грчка, Македонија и незините три региони, источен, централен и западен. Така натака и така натака, грците многу добро опишале каде ние како македонци подкрепнавме и каде ние и во кои делови како македонци требаше и имавме обрска од нашите предци, но имавме обрска и мандат од нашите граѓани да продолжиме и да се бориме за ставното име на Република Македонија. За жал, од вашите скиснати лица овде во оваа сала, можам само да видам дека ние колку и да се обидуваме да објаснуваме дека оно што го правите е погрешно, вие имате една цел: да ја продадете